Во рамките на споменикот на природата Маркови кули Прилеп се засведочени највисоките културно-цивилизацијски дострели на просторот на Северна Пелагонија. Минатото човеково присуство на просторот на заштитеното подрачје е евидентирано на повеќе десетици локации датирани од неолитот па се до доцниот среден век. Тука секако клучно место заземаат остатоците од човечки активности на ридот Маркови кули, потврдени од доцниот неолит до денес. Во времето на антиката на овој простор екзистирале 3 релативно просторни населби. На ридот Маркови кули и во неговото подножје е лоцирана предпоставената керамија, втората населба Колобај се лоцирана во подножјето на Златоврв, додека третата се наоѓала кај грамадите на Кукул Баба. Локалитетот Кукул Баба се наоѓа на 2,5 км североисточно од воената касарна во Прилеп. Се наоѓа врз природно дефанзивно предиспониран простор во околината на многу впечатливи геоморфолошки формации. Поновите археолошки ископувања покажаа дека покрај претходно евидентираните неолитски и хеленистички хоризонти на живеење, на истата позиција се наоѓал доцноримски средновековен населбински комплекс. Тоа е периодот на најинтензивна човечка експлоатација на просторот. Населбинскиот ареал е сосема доволен за сместување воена поседа со цел контрола и обезбедување на двата патни правци кои минуваат во подножјето на ридот. Едниот поминувал од неговата северна страна и водел преку селото Присад кон пременот Дервен, а другиот од јужната страна кон Плейтвар. Маркови кули се лоцирани остатоци од населба датирана во класичниот и хеленистичкиот период. Во подножјето, поточно на просторот попознат како Заград, е лоцирана една од локациите каде што се погребувало населението во текот на овие периоди. Остатоци од човечки активности од овој период се лоцирани на повеќе локации во околината на ридот, а секако меѓу најинтересните се гробниците вклесани во Карпа. Тие се откриени на повеќе локации во рамките на заштитеното подрачје. Најраното споменување на град со име Керемија е кај римскиот историчар Ливиј. Тој истакнува дека во борбите со македонците, римјаните во 170 година пред новата ера го освоиле тоа место. Во делот на фортификацијата на Маркови кули Прилеп досега се откривани само сиромашни поединечни наоди датирани во рано римскиот период. Спротивно, во делот на јужните падини и подножјето на ридот се откриени бројни, главно секундарно реупотребени архитектонски елементи од овој период. Меѓу нив се бројните пронајдени бази, цели и фрагментирани столбови, капители, како и делови од фронтови архитрави од раскошни јавни градби и надгробни споменици. Камените елементи, архитектонски, епиграфски и надгробни споменици, откриени на просторот од денешен Варош, честопати секундарно реупотребени како градежен материјал во црквите и манастирот, укажуваат на постоење на раскошни јавни градби, храмови, херони и некрополи. Меѓу епиграфските споменици најбројни се надгробните надписи со текст посветен на покојникот. Покрај мермерната пластика од раноримскиот период потекнуваат и фрагментирана садова и градежна керамика, орудија и монети. Во доцно-римскиот период врз ридот и врз западните, јужните и источните падини со подножјето се развива поголема населба со утврдена акропола, утврдено подградие и отворена населба. На врвот од ридот Маркови кули под средновековната фортификација лежат остатоци од доцноантички бедем заселен со кули. Влезот во тврдината на источниот дел од северната страна е во форма на типична доцноантичка порта, повлечена назад помеѓу две правоаголни кули.
релативно намален интензитет, населбата продолжила да функционира и во ранновизантискиот период, најверојатно до средината на 6 век. После нејзиното замирање, приматот во одржување на безбедноста во Северна Пелагонија го презеле тврдините во околината кои возможувале директна контрола на премините и патиштата кои воделе во неа. Најбележитите манифестации од човечки активности во и надвор од селбата се стамбено-производствените и фунерарните објекти, поврзани со словено-византискиот културен круг, објекти чии долни делови се вкопани во карпа или земја. Најзначајниот културно-цивилизацијски подем на овој простор се случил во периодот од 13-тиот и 14-тиот век, кога на овој терен екзистира доцна средновековниот град Прилеп, еден од најзначајните воени, политички, културни и економски средишта на Балканот. Градот го сочинувале два основни структурални сегменти: утврдена акропола заградена со бедеми, кули, влезови, цистерни, палати и донжон, и отворено подградие, варош, лоцирано врз падините и во подножието на ридот каде се евидентирани палати, панагириште, работилници, феудални дворци и повеќе цркви. Во рамките на подградието на овој период е потврдена екзистенцијата на 19 сакрални објекти, од кои се сочувани црквите Свети Архангел Михаил, Свети Димитрија, Свети Никола, Свети Атанаси, Свети Петар и Павле и Свети Богородица Пречиста, чија што фреско декорација се вбројува во антологијата на византиската уметност. Помеѓу неколкуте десетици средновековни цркви засведочени на овој простор се издвојуваат неколкуте ремек дела на средновековната архитектура и уметност.